веќе најавив интервју со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Господин Мицковски, благодарам што сте вечерва со топ тема на ова интервју. Благодарам на поканата. Многу прашања со Цори и тоа токму викендов, на кои што и вие начинавте неколку дилеми, меѓутоа еве ќе почнеме од она што е најактуелно, што и вие вчера го најавивте, можноста за неучество, односно бојкот на пописот, со забелешка дека законот се носи многу брзо. Имате неколку забелешки како партија на овој закон. Дали навистина ќе го бојкотирате пописот, доколку нешто не се смени, комисиската расправа беше денеска одложена? Најпрво да биде јасно дека ВМРО ДПМН не е против пописот и ВМРО ДПМН не е против вистинска, реална статистичка операција која што практично ќе ја детерминира како ќе се развива Република Македонија во следните отприлика 10 години. На почетокот на секоја декада нормално е да се прават вакви статистички операции кои што треба да дадат одговор на многу прашања, а кои што се однесуваат на развојот на една држава. Но ова што сега на брза трака се става во рамките на собранието без учество на опозицијата, без учество на главната политичка партија на политичката сцена во Република Македонија, што се покажа впрочем и на последните претседателски избори, навистина е спротивно на сето она што денеска го слушаме како стихоздоборка од неколку строфи од страна на владините јуришници, без разлика дали станува збор од ДУ или од СДСМ, Европа, европски вредности и така натаму. Ова ни најмалку не наликува на тоа, туку напротив, ова наликува повторно на една политичка трговија, налик на оние трговии на зелените пазари што се среќаваат во Република Македонија и предпоставувам дека продолжува Зоран Заев да ги отплаќа долговите благодарение на ги отплаќа долговите на она кое што практично него го позиционираше таму каде што е веќе еве трета година поред во Република Македонија. Тие велат дека и законот е факт дека беше на ЕНР 40 на дена. Зошто за овие денови ВМРО ДПМН не даде ниту една забелешка, туку во недела, вчера, на пресконференција на портпаролот, кажавте дека е можен бојкот доколку вака се брза со законот. Законот може да биде на ЕНР и повеќе од 40 на дена, се шалам, се разбира, но она кое што е суштински е дека кога се отпочнува една вака сериозна статистичка операција, логично е да сите стекхолдери на политичката сцена во Република Македонија бидат поканети и да истите тие земат активно учество. Истата грешка како со референдумот и сега се прави. Јас повторно ќе кажам, стравувам дека ова представува еден вид второ полувреме на цехот кој што треба Македонија како држава, но и граѓаните на Република Македонија да го платат поради тоа што Зоран Заев се наоѓа таму каде што е денеска. Кои се вашите најголеми забелешки во однос на ако се спроведе попис вака како што велите, како што тие имаат намера? Што забележувате? Еве сега ќе ви кажам, денеска според оваа методологија која што е избрана и која што се обидуваме на брза трака во рамките на собранието да ја протуркаме, ќе се попишуваат практично сите оние кои што имаат матичен број во Република Македонија, но не значи дека се и државјани на Република Македонија и не значи дека еве тие луѓе се уште живи. Еве јас ќе ви кажам еден пример. Јас за време на претседателските избори бев наблюдувач на една општина тука во Скопје, на избирачкиот список, не е тајна, тоа е општина Сарај, местото Кондо, на избирачкиот список имаше неколку лица кои што веќе не се меѓу живите, се наоѓаат на тој избирачки список. Што ќе се случи кога попишувачот ќе појде во домот на тие лица? Едниот од нив, да речеме, се борел за правата на сириците од редовите на Ал-Нусра во Сирија. Што ќе се случи кога попишувачот ќе отиде таму на лице место и ќе побара од домакинот кој што или домакинката кој што ќе отвори врата матичен број од луѓето кои што се дел од тоа домакинство и овие покажат лична карта, бидејќи очигледно дека тој не се води како лице кое што починато, туку лице кое што е уште живо и се наоѓа на избирачкиот список. Велите дека нема да се прочистат списоците на правните служби на МВР во однос на починати лица или иселени лица или присутни лица во домаќинствата? Претседателските избори беа пред месец и половина. Тој се уште фигурираше таму. Потоа имаме граѓани на Република Македонија кои што се откажале од државјанството во Република Македонија за да стекнат право на друго државјанство, кој што е примерот во Словенија, во Германија и така натаму. Видете, принципот е јасен. Се знае каква е директивата од страна на Евростат и како се врши попис на домакинства и граѓани во Република Македонија и не треба ние многу да сме аналитични, нити пак
не треба ние да измислуваме попис, туку треба да го практицираме она кое што денеска современите европски држави го практикуваат кога го попишуваат населението и домакинствата во нивните држави. Брошурата е некаде околу 4 страни плюс анексите, има таму како треба да изгледа едно пописно ливче, слободно може да се седне, да се сето тоа да, меѓутоа сега сме вели дека според и владата дека според Евростат се прави законот. Дали на комисиската расправа и понатаму вие можете да поднесете амандмани на тие предлози? Видете, ние токму тоа го кажуваме. Луѓе, тука сме, ајде заедно да го сработиме ова да биде навистина статистичка операција која што ќе даде одговор каде нашата држава треба да се движи во иднина. Тоа е она кое што ние практично го бараме од владата на Република Македонија, затоа што сме загрижени дека повторно државата Зоран Заев е става во подредена положба и ја води во апокалиптични сценарии. Тоа е она кое што ние го кажуваме. Дали сметате дека и диаспората треба да биде попишана и што има предности или негативности? Видете, ние имаме многу работи кои што сметаме дека треба да се направат. Но треба да видиме, да седнеме и да видиме дали е сето тоа согласно правилата на Евростат и согласно препораките и резолуциите кои што еве конкретно за диаспората, дали сте за да биде попишана и тоа? Се разбира дека има начин како се врши пописот на диаспората, има начин како се врши резидентно население, има начин како се врши диаспора и така натаму, токму во тие препораки кои што јас ги споменам и се од 2008 година и се однесуваат за 2011 година, тоест декадата пред оваа декада кога ние да се разграничи кој е отсутен, кој е присутен во државата и да бидат попишани. И ние токму тоа го кажуваме и токму тоа е едно од нашите барања. И клучното наше барање, без главниот играч на политичката сцена во Република Македонија, ние не можеме да задоволуваме политички тргови по принципот на ние на зелените пазари во Република Македонија. Уште едно прашање за пописот, ќе се попишува и по религиска и по етничка основа, иако имаше нели дека можеби тоа нема да се случи, денеска тоа го појаснија и она зашто ве не имаше дека нема да се случи по етничка основа, но тоа еве денеска се разјасни. Тоа е дел од тие анекси, таму има точно еталон како треба и кои се прашањата на кои што треба да попишувачите ги постават пред лицата кои што се попишуваат. Ви инсистирате на етничка религиска попишување на население? Ние инсистираме исклучиво на она што го практикува Евростат. Ништо повеќе. Токму тоа го бараме ние. Се знае таму 12 месеци треба да па впрочем и Бујар Османи и Артан Груби биле дел од онаа група која што заврши во 2011-та неуспешно. Зошто ВМРО не направи попис за времето на незиното 10-годишно владење, направи еден неуспешен попис за кој што имаше назнаки дека СЈО треба да го разгледува како предмет? И тоа не е добро. И тоа не е добро. Зошто? Предпоставам друг треба да ја даде одговор. Еве, имаме се уште актуелен политичар од тоа време, имаме уште други 20 актуелни политичари кои што се денеска актуелни во собранието и кои што биле дел од таа група која што требало да го заврши тој попис. Прашајте ги нив. Ја навистина не сум бил дел. Вие не сте учествувале? Не, апсолутно не сум бил дел и тоа не е добро што не е завршена таа статистичка операција, бидејќи гледате дека после тоа се случуваат многу проблеми. Затоа велам, политичка трговија по принципот на зелените пазари не е добра, затоа што ние треба да развиваме оваа држава. Јас сум загрижен каква е ситуацијата денеска во Република Македонија. Ќе разговараме за внатрешните состојби во Македонија. Едно прашање на кое што ВМРО-ДПМН викендов не даде одговор по предлогот она што го кажа Пендаровски во Македонија изборните единици да бидат намалени и да се оди на отворени листи. Помалите партии начално се согласуваат, БЕС и Алијанса велат 3 изборни единици, некои се за една изборна единица. Зашто е ВМРО-ДПМН? Можете ли конкретниот став да ни го кажете? Ама ако ми дозволите малце повеќе од 2 минути да образложам, бидејќи во текот на вчерашниот ден повторно дел од онај центар на СДСМ кој што е теледиригиран од Илинденска број 2, предпоставувам ги разменуваат речениците половично, бидејќи или немаат конкретни информации или пак тие информации се темелат на некои внатрешни нивни недоразбирања. Кажаа дека ВМРО-ДПМН го дојдел изборниот законник пред 6 месеци и дека ВМРО-ДПМН не одговорил. Еве, ја во принцип не сакам да ги коментирам лагите на СДСМ, бидејќи се безброј, просто човек не може да постигне да коментира сето она кое што не го кажуваат и е лага, но еве за волја на вистината, бидејќи бевме непринципиелно обвинети, да, точно во декември месец 2018 година добивме предлог изборен законник, но тој се однесува исклучиво на Државната изборна комисија. Знаете, првичната идеја беше да имаме професионална Државна изборна комисија со генерален секретар и така натаму, дури потоа, бидејќи не се стигна на време, а дојде на ред претседателските избори, се одлучи повторно да се практикува на старото решение со предлог на опозицијата и така натаму и практично
во тоа време преговарачките тимови на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ се договориле ајде ова да го оставиме за после председателските избори, да видиме како понатаму, и е продолжен мандатот на овој состав на Државната изборна комисија за дополнителни 2 години. Тврдите дека во тој предлог пред 6 месеци воопшто не станува збор за колку изборни единици и отворени листи? Воопшто не станува збор, него едноставно на дел од тие преговори е кажано, видете, ние имавме во програмата ветување за една изборна единица, после председателските избори ќе го актуализираме тоа прашање. Така што, затоа велам, или е тоа нешто кое што се случило, а е последица на внатрешните недоразбирања кои што слушаме дека се огромни во моментот во СДСМ, или е нешто кое што оние луѓе кои што ги испишуваат тие соопштенија не биле доволно добро информирани. Чекайте, вие сте со тезата дека председателот не бил координиран со владеачката партија кога кажал дека треба да се смени изборниот закон? Мислам дека во таа координација тоа е злоупотреба, иако нели самиот излезе на говорницата во собранието кога нели не бев ја поканет на таа инаугурација и рече дека ќе биде председател на сите граѓани, но гледам дека барем на најмалку 500.000 со ваков тип на несување не е од самиот почеток, бидејќи најпрв председателот, односно лидерот на опозицијата не беше поканет. Сега гледаме зафаќа став страна која што еве самата ви рековте дека е во координација со владеачката партија без било каква консултација со опозицијата. Ова го прашувам затоа што ако е законот испратен, председателот не може да не знае дека не постои предлог закон, постои пред 6 месеци. Меѓутоа велите таму не биле тие точки ставени, што Пендаровски ги кажа во саботата. Нема такви делови и се погласти се шпекулациите во јавноста дека помеѓу двата изборни круга има една средба која што се случува во Тетово помеѓу Зоран Заев и неколку на други лица, кога практично се договара поддршката за време на вториот круг и каде што практично треба да дојде до еден вид политичко редефинирање на Република Македонија, па можеби ова изборно редефинирање и цртување на тие граници е дел од тој договор, но не знам, еве тоа е све во делот на шпекулациите кои што алудирате дека Заев имал средба со Ахмет или луѓе од ДУИ за кои што разговарале за прекрување на изборните единици? Па алудирам не на таква средба која што се случила помеѓу двата изборни круга, помеѓу Зоран Заев и лица во градот Тетово, каде што се дискутирало за политичкото редефинирање на Република Македонија, а можеби новиот изборен модел ќе му кумува на тој процес и цртување на нови граници. Аналитичарите предупредија. Наистина жалам ако господинот Стево Пендаровски не бил информиран за таа средба и за содржината на таа средба, бидејќи гледам дека денеска некако нестрекно влета во една ваква партиско-популистичка теорија која што е отпочнат пред некој ден. Или пак втората теза е дека се обидуваат да го дивергираат вниманието на јавноста од оној фијаско неуспех кој што следи за неколку дена од сега, тоа е недобивањето датум за почеток. Ќе го прашаме Пендаровски дали знаел нешто за ова, меѓутоа па не очекувам одговор да ви каже да, сигурни да знае. Она што ме интересира, добро, доколку се дискутира за прекрување на изборниот модел, што е ставот на ВМРО-ДПМНЕ со оглед во минатото бевте против измена на овој закон во однос на тоа да биде една изборна единица или помалку изборни единици и против отворени листи? Видете, јас навистина не можам да се сложам со вас, бидејќи сме го дискутирале тоа во неколку наврати на извршните комитети на партијата, дали сме биле против или не сме биле против. Постојат повеќе опции, можно е да имаме една изборна единица, можно е да имаме 3, можно е да имаме 4, можно е да си останат 6 изборни единици, може да имаме една изборна единица со праг, како што е тоа во Германија, како што е тоа во Хрватска, во соседна Бугарија, во другите демократски држави во Европа. Можно е да имаме 120 изборни единици во Република Македонија, па имаме мнозински. Можно е да имаме комбиниран. Добро, зашто се нешто мора да дефинирате, не може со се да настапите како предлог на ВМРО-ДПМНЕ. Точно, не можеме да настапиме со све, ќе го анализираме се тоа и ќе запознаеме јавноста, но мислам дека ќе понудиме решение кое што ќе одговара на интересите на сите граѓани во Република Македонија, а не на политичките елити. Што би значило тоа решение? Па тоа би значило дека можеме да разгледуваме и отворени листи кои што во прва фаза би почнале да речеме да се практикуваат и на локални избори, да видиме како тоа би функционирало, бидејќи таму имаме листи на советници, па зошто да не во некоја подоснежна фаза да излеземе со предлог во кој што би можеле и да ги имаме таков тип на листи и при изборот на пратеници во рамките на собранието. Можеме да дискутираме и за еден изборен праг во кој што навистина
ќе биде репрезентативен и ќе можат политичките партии да се надпреваруваат, да дадат се од себе да го поминат тој изборен праг, како што еве гледаме во соседна Грција, во соседна Бугарија, во Србија го има тоа, во Хрватска, во Сојузна република Германија и така натаму. Значи има повеќе модели за кои што можеме да размислуваме, може да размислуваме зашто лично мислам, ова е повторно мој личен став, дека 120 изборни единици е интересно решение, зашто да не 120 претеника има нашето собрание, зашто да не размислуваме и за таков модел, па да се надпреваруваат потенцијалните кандидати за претеници во рамките на собранието. Така што отприлика тука би конвергирало тоа решение. Рековте дека е договор во Тетово, меѓутоа за прекројување на изборните единици. Не, реков, постоја шпекулации и полувистини кои што циркулираат во јавноста, дека се случила таква средба на кој што не за прекројување на изборните единици, туку за прекројување на политичкиот систем во Република Македонија, а можеби вовет увертира во сето тоа и оваа идеја за прекројување на изборните единици, односно исцртување на нови граници во Република. Да појасниме, политичкиот систем би се променил, еве, доколку и тоа се случи ако се изменат и изборните единици. Меѓутоа факт е дека препораките за измена на изборниот законник ги дадоа ОПСЕ и ОДИХИР. Да, но не во таа фаза. Не во таа смисла, не во делот на промена на моделот на избор на пратеници, туку во сосема некои други делови. Бидејќи знаете, денеска изборниот законник е збирка на политички желби, едно 30 пати менуван и денес како ги прашате од Државната изборна комисија ќе ви кажат ова што јас ќе ви кажам, а тоа е дека навистина тешко се сноѓаат во користењето на оваа алатка наречена изборен законник и навистина треба да се седне, се знае како се седнува, се формираат работни групи помеѓу политичките партии, се седнува, се работи, како што впрочем тоа го направивме во многу наврати до сега со останатите закони кои што се дел од реформската агенда. Да седнеме, ќе преговараме, ќе работиме, ќе направиме модел, ќе ја вклучиме и други стекхолдери, ќе ја вклучиме и меѓународната заедница, ќе седнеме на маса и ќе договориме решение кое што ќе биде долготрајно. Никој не бега од договор, па ние на крајот од денот градиме заедничка држава, ние не можеме повторно да градиме држава која што ќе биде производ на политички пазар како на зелен маркет помеѓу Зоран Заев и неговите коалициони партнери. Меѓутоа, ова значи дека таквите пазари нас не доведоа жане во оваа ситуација во која што ние се наоѓаме сега, односно државата да се стави во подредена улога на политички елити. Не зборам само сега и не го исклучувам периодот од минатото. Ова значи дека не би можеле да има изменет изборен законник за наредните избори, било да се воредни или редовни парламентарни избори? Се е можно, зошто да не? Ако оваа идеја е актуелна... Ти рековте прво локални да видиме како е, па потоа. Не, јас ја кажувам мојот став кој е како претседател на ВМРО-ДПМНЕ, можеби тој став нема да биде прифатен од страна на органите на партијата. Јас го кажувам мојот став, бидејќи мене ме прашавте, јас го кажувам мојот став, она што јас мислам дека можам да го предложам и кое што го гледам како концепт за идно функционирање, доколку се сложиме да го менуваме постојниот концепт, еве да понудиме решенија, затоа што вие не можете да го обструирате процесот и се да одбивате, треба да понудите решенија кои што мислите според вас се емпириски подобри за нашите граѓани. Значи ли тоа дека е можно на следните избори веќе да има изменет изборен законник? Можно е, зашто не, ако се одлучиме дека овој систем не функционира, ќе седнеме, ќе разговараме, доколку се договориме, зашто не? Прашањето денеска што исто така беше поставено дека нема да се одложи редовниот попис во октомври 2020 година и покрај тоа што можеби изборите ќе бидат еден месец понапред или поназад, тој никако нема да биде одложен. Пак е поврзано едно со друго, меѓутоа попис ќе има. Јас повторно би апелирал на разум, на конструктивност, на внимателност од страна на политичарите во оваа држава, да не ни се случи судбината на референдумот, бидејќи ваков како што е, пописот не смее да биде политичка трговија и политичка желба на поединци, туку пописот треба јасно да одговори на регулативите и директивите од страна на Евростат и пописот јасно треба да даде одговор за единината во следните најмалку 10 години на нашата држава. Значи, еве, она што како заклучок можам да го изјавам за пописот е дека сакате луѓето кои ќе бидат попишани со нивните матични броеви да бидат присутни во домаќинствата кога ќе се врши пописот, да се направи разлика помеѓу она што население кое е иселено од државата да стои во одредени графи како е иселено од државата и она што е дома присутно овде во државата. Жана, јасно се стои во регулативата 783/2008, чинам дека беше, која што е донесена и која што ја практикува Евростат
како се попишуваат хаусинг и Оно што ви е најбитно за ВМРО-ДПМНЕ, што најбитно вие ќе предложите? Има таму 12 месеци најмалку да не ја напуштил Македонија и така натаму. Има таму значи, регулатива, по таа регулатива. Па се разбира. Работата е што и тие велат дека одат по таа регулатива и вие велите треба да се следи таа регулатива, а всушност нема усогласување. Ама таму се пишува, не може да одат они по таа регулатива кога еве ви кажувам, лице кое што има германско државјанство, а има матичен број во Македонија, може да биде попишано. Так. А кога го стекнало германско државјанство, по нивниот закон треба да се откаже од македонското. И истото и во Словенија и во други европски земји, да не ги бројам. Так. Ви кажувам, еве на избирачки список, во мојот случај, јас сум сведок, каде што имаме починати лица кои што се уште фигурираат. Предпоставувам, ако тие пред месец и половина фигурирале на тој список, постојат документи кои што ќе покажат нивен матичен број. Се вртиме повторно на прашањето за отворените листи. Всушност, вие рековте ги поддржувате. Дали мислите дека тоа ќе донесе вистински квалитет на избраните функционери на политичката сцена и на пратениците? Видете, јас го кажав тоа, што го мислев и мислам дека најпрво треба да внимаваме во делот како ќе ги правиме тие измени. Ако е намерата да се спасува Заев од поразот на следните парламентарни избори, тогаш и тоа нема да му помогне, бидејќи поразот е неминовен. Односно, резултатот од целокупните овие штетни политики веќе трета година од кога се влада во Република Македонија е неминовен, но ако сакаме да направиме нешто што навистина ќе биде добро, нешто што ќе биде одржливо, ќе олесни работата на оние луѓе во Државната изборна комисија, но истовремено ќе биде прифатливо и за граѓаните во Република Македонија, а ќе одговара на демократските критериуми, зошто да не? Само ајде да видиме како тоа да направиме на компаративна анализа. Каде е, кој систем и каде е применет, јас ќе ви кажам во Косово да речеме, откако е применет системот на отворени листи, за 3 пати е зголемен бројот на неважнички ливчиња. И сега се поставува прашањето дали овој морален хазард дава одговор на прашањето или пак повторно имаме политички пазар како на зелен маркет. Факт е дека малите партии тоа го бараат и она за што стравува и беа заеднички СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ низ изминативе години е да не го прифатат тој модел. Одеше на штета на големите партии. Ние во нашите коалиции имаме и помали партии. СДСМ направи цел фолклор во на хотел коалиција од политички партии, таму помали повеќе човек партии и така натаму, но суштината е повторно ќе кажеме поинаква. Дали навистина сакаме квалитет и вредности или имаме политички пазар? Ако е за политички пазар, тогаш не можеме да поддржиме. Но ако сакаме квалитет и вредности, да, ние можеме да научиме стихозборката од прв до последен збор. Ама дали таа стихозборка одговара навистина на тие критериуми, тоа е друго 12. Јас мислам дека во овој случај, како што е поставена таа работа, нема да даде соодветен одговор и навистина жалам повторно што во целата оваа ситуација тој кој што имаше полна уста при неговата инаугурација дека ќе биде претседател на сите граѓани, очигледно прави јасна дистинкција кои граѓани за него се приоритет, кои не се. Најмалку половина милион граѓани во оваа држава денеска се идентификуваат преку политиките на ВМРО-ДПМНЕ. Нити една реченица нема консултација со ВМРО-ДПМНЕ. А од друга страна гледаме дека има прилично уедначен став со СДСМ. Од друга страна пак ВМРО-ДПМНЕ присуствуваше на инаугурацијата на Пендаровски. Можам да кажам дека по долго време како опозиција вие го признавате избраниот претседател дека е легитимен, затоа што знаеме. Долго време опозиција беше СДСМ која што не ги признаваше претседателите во Република Македонија. Имаше и на едната и на другата страна. А да, после долго време е ВМРО-ДПМНЕ во случајов опозиција кога имаме избран претседател од страна на СДСМ кој што во моментот е на власт, избран со начин како што е. Така што вие немавте дилеми околу легитимитетот на избраниот претседател. Се велите лично не ме покани, од протокол добивме известување дека лично не канат лидери на партии и во минатото. Па мислам дека не е таков случајот. Мислам дека кога прашате протоколот ќе видите дека биле поканати лидери, но тие не ги признавале тие претседатели. Конкретно во случајот со господинот Иванов, знам дека биле поканети тогашните лидери, но тие бидејќи го нарекуваа граѓанинот и така натаму, не присуствува. Ако вака ги поставите работите, а таман ве пофалив дека сте конструктивни како партија во однос на признавањето на претседателот како функција и како личност,
Значи ли тоа дека кога ќе ве повика председателот на консултации со политичките партии ќе одбиете да присуствувате затоа што овие прашања сепак се прашања за кои што ќе дискутирате и со него? Се разбира дека кога ќе бидеме поканети дека ќе разговараме на сите теми кои што се од интерес на граѓаните. Во политиката нема суета, во политиката не треба да има емоција. Во политиката треба да има прагматизам. Јас ве разбирам дека вие сте навикнати на материјализам и клиентелизам во последниве 2 години, еве трета на И од претходно сме навикнати. Ајде, дека биде и така како што викате. Но начинот на моето политичко битишување е дали е тоа принципиелно и дали е тоа во интерес на граѓаните. Ако е тоа во интерес на граѓаните, јас немам суета која што е над интересот на граѓаните. Само дека ќе му кажете малце дека сте се налутиле што не ве викнал, меѓутоа секако ќе соработувате со председателот. Видете, сега ајде да преќутиме тоа, да премолчиме све што не чини, да премолчиме тогаш и како ќе биде тој човек подобар, ако сите му молчиме и ако околу него како обожаватели го тапкаме по рамото и му велиме браво шефе, најдобар си. Вајда нешто што гледаме дека не е добро, логично е да му кажеме, па ако цени дека треба да се коригира, нека се коригира. Не зборам само за него, тоа тргаме од себе. Ако соработниците се претворат во ваши обожаватели, вие не можете да напредувате. Опозицијата особено, нели? Она што исто така го одбележа викендов е репортажата што пристигна од Будимпешта во однос на тоа како новинарите го уловија вашиот почесен председател во стан кој го нарекоа К-стан или стан конспиративен на средба со унгарски дипломат. Што прави Груевски во Будимпешта со унгарските дипломати во конспиративни станови? Кажале некогаш? Знаете, во принцип, кога зборуваме за моето обраќање во јавноста, без исклучок секогаш ме советуваат, немој да кажеш не знам. Не смееш да кажеш не знам. Ама јас навистина не знам што да ви одговорам на ова прашање. Еве ќе се обидам да се насмеам и нека дали сте се слушнале со Груевски во последно време? Кога сте се слушнале последен пат, сте дискутирали за неговиот престој таму? Последен пат беше пред да се случи на фијаско на владата на СДСМ и на министерот за внатрешни работи, кога го прочитавме на Facebook статус дека Никола Груевски не е во Македонија, туку е во И од тогаш не сте се слушнали? Неколку дена претходно, не од тогаш. Добро, ова сите ве прашуваат, нели кога последен пат се слушнавте со Груевски, меѓутоа дали имате бидејќи сепак се работи за вас ваш почесен председател. Не ви е сеедно веројатно и однесувањето на почесниот председател во јавноста во друга држава, макар и како азилант. Ако тој има средби со луѓе и во станови за кои што се тврди дека можеби се станови на службите, сепак сигурно би се запрашале, не ви е сеедно, претпоставувам. Видете, во рамките на структурата на ВМРО-ДПМН секој има право да има приватен живот и во тој приватен живот се разбира да се однесува онака како што мисли дека треба да се однесува, бидејќи сите ние самите одговараме за нашиот живот. Кога се носат политики, он не учествува во рамките на градењето на политики и политички ставови на ВМРО-ДПМН и покрај, како што вие кажувате, е почесен председател на ВМРО-ДПМН, тогаш ние може повторно да имаме разногласие во рамките на партијата до моментот на носење одлука. Кога таа одлука ќе се донесе, тогаш таа одлука треба да се почитува. Јас на вистина немам нити пледирам, нити па некога сум имал амбиција на моите сопартици да им се мешам во нивниот приватен живот, се додека гледам дека нема определени неморални однесувања. Кога тоа ќе се случи, тогаш доколку имам комуникација со тој член, тогаш се разбира дека ќе му укажам дека тоа што го прави не е добро. Што ако се утврди дека навистина станот бил на некоја служба и дека тој учествува во некакви договори, ќе остане ли почесен председател? Не знам што почесен председател титула се зима и дава на конгреси. Ќе го ако цените дека неговото однесување треба да се ревидира на следниот конгрес, ќе го поставиме како прашање и готово. Ќе видиме ако делегатите оценат, нема да остане, ако оцена достане, ќе си остане, тоа е тоа. Но однесувањето него си е негов проблем. Ние тука немаме, мене повеќе ме загрижува однесувањето на премиерот Зоран Заев, што е трета година премиер во оваа држава. Јас повеќе за тоа би сакал да разговарам и да се грижам. Да, секако ќе разговараме и за тоа имаме време. Никола Груевски го бркале новинари, видете, јас ја разбирам стратегијата на владата, гледам и на ние агрегатори на вести. Дури прва вест на денот ќе биде ако констатира некој новинар во Будимпешта дека Никола Груевски се разбудил во 9,05. Не, вака се Мицковски, вие ги навредувате новинарите. Не. Значи новинарите проценуваат што е вест на денот. Не ми дозволувате се, јас ве почитувам, ве молам да ме почитувате по овие 2 минути. На денот не беше само зашто станал во 9 наутро и отишол во Рустан. Денеска да речеме вест на денот беше како Никола Груевски пиел чаша вино на брод. Не, сега вака малце се... Имаме ние тема, Ајде да речеме
Мислам се шегувате со мене. Па ти се шегувам нормално. Имаме лидер на опозиција кој што има обраќање, имаме тема на опозицијата и најголемата политичка партија и на тој агрегатор на вести По сериозните вести тоа не беше прва вест, ако не сте гледале. Ако не сте гледале на традиционалните медиуми, значи не поминува тоа. Јас ја разбирам фрустрацијата на СДСМ дека на тој начин мислат дека ќе создадат негативна перцепција во јавноста, иметувајќи го Никола Груевски, но мислам дека одговорот на оваа неуспешна нивна пиар алатка даде се види на претседателските избори. Што ќе се случи утре во однос на неговиот мандат? Тој даде ноторска белешка дека не би сака повеќе да биде пратеник, меѓутоа некако имам чувство дека ВМРО ДПМН не сака да присуствува и да се стави во ситуација да гласа воопшто на некоја расправа во однос на неговиот мандат. Ставот на извршниот комитет на партијата е многу јасен. Ставот е дека ние не можеме да водиме политика на двојни стандарди. Она што ние го кажувавме на плоштадите во Република Македонија, средбите со граѓани во Република Македонија за време на претседателските избори и периодот пред претседателските избори, а тоа е право, правдина и така натаму, почитување на законите, почитување на уставот, ние остануваме на тие принципи и со тие принципи нема компромис. Антипод на тоа би било непочитување на законите, анархија, немање владење на правото, што е денеска секојдневие во Република Македонија. Извршниот комитет на партијата имаше јасен став уште пред да господинот Груевски одлучи да се повлече од пратеничкото место. Еве, кажавте дека стигнате таков допис, дека се повлекува од пратеничкото место. Очекувам утре претседателот на собранието тоа да го констатира и тоа е тоа. Тоа ќе му го каже и вашиот Мицевски Натала Џафери дека останувате на тој став и нема да учествувате во некаква расправа како што од друга страна се бара од други пратенички групи. Ставот на ВМРО ДПМН е да се гласа во насок доколку дојде точка на извршниот комитет на партијата, доколку дојде точка за гласање за прекин на пратеничкиот мандат е да се гласа позитивно, не е да не учествуваме, не знам каде сте го прочитале тој став. Значи секако ќе се појавите на таа седница и ќе гласате. И тука нема дилема. Да, тоа што беше дилемата дали да се постави на гласање или автоматски да му се одземе мандатот. Тоа не била моја дилема, нити пак дилема на извршниот комитет, затоа ви велам, денеска стигна како што видовме оставката, или пред некој ден претходно, не знам кога беше. Очекувам таа да се констатира и тоа е тоа. Нема тука што се знае во законите како стои, колкав е периодот кој што треба да помине и тука нема нити ја дилема, нити треба некој да има дилема. Ако самиот Груевски не сака веќе да биде пратеник, ВМРО ДПМН нема да го спречи во тоа. Не, јас не можам тоа да сумирам, бидејќи пред да господинот Груевски најави оставката, извршниот комитет на партијата рече дека законите и уставот мора да се почитуваат, односно да се гласа во насока на тоа доколку се исполнети условите за одземање на мандатот, да се гласа во насока на тоа да се одземе мандатот. Да се одземе мандатот. Добро, овие прашања произлегува од активностите што се случуваат деновиве и иако вие нели кажувате кој како љуби да прави први вести, сепак се најактуелните теми што произлегува во претходниве 3 дена. Видете ги агрегаторите, има еден агрегатор кој што денеска буквално неколку часа беше Груевски пиеше чаша вино на брод во Будимпешта. А имаме пресконференции, имаме чуда што се случуваат во државата, али тоа стои на. Јас ви препорачувам сепак да гледате вести на сериозни медиуми, не само агрегати, иако знам дека е полесно на мобилниот телефон некојаш човек да собере некоја информација. А факт е дека се најчитани во текот на денот кога имаме работни активности. Најчитани се секогаш таквите вести. Паузата не дозволува секогаш. Меѓутоа да се вратиме на сериозни медиуми. Да се вратиме на темите кои се однесуваат сепак на многу сериозни прашања, а тоа е датумот на преговори. Вие самите ВМРО ДПМН е песимист во однос на ова прашање, така барем начално изгледа. Колку верувате ли дека тоа може да се случи и кога би се случило? Видете, очекувањата беа исклучително високи. Зошто? Затоа што Зоран Заев и СДСМ и ДУИ ги подкрена. Славевме минатата година, нели се сеќавате на селфи од авионот, дојде прегопа, потоа имавме дебати во рамките на парламентот, нема веќе да одлучува советот, готово е, тоа почна скринингот и луѓето малтене почна да се чувствуваат дека утре ние влегуваме во Европската унија и од утре веќе се е поинаку, 500 евра плата, доктори остануваат, но гледа дека таа реалност дека втора, третата година почнува и покрај се тоа на понижување и капитулации кои што ги направивме, воопшто не е реалност во Република Македонија. И сега,
И ние имаме меѓународна активност. И за нас е важно и покрај сите неуспеси на оваа влада, покрај сите оние недостатоци кои што се резултат на нивното функционирање изминативе 2 години, да не бидат казнати граѓаните. Да Република Македонија добие датум за да отпочне преговори. Иако квалитативно тоа нема ништо да значи, бидејќи тоа е процес кој што на вистина ќе трае. За да нешто се почувствува, процесот ќе трае, но тоа е добро. Барем ќе имаме уште една организација која што ќе врши контрола покрај опозицијата на функционирањето на оваа коруптивна и неспособна влада. Со ова ги отфрлате критиките кај ВМРО ДПМНЕ како да се радува ако не добие. Ве молам. Еве ако ми дозволите, јас бев сега во Берлин, имав сериозни средби, делегација беше во Брисел. Нашиот став е многу јасен. Немојте да ги казнувате граѓаните затоа што се овие неспособни. Овие повторно ќе останат неспособни. Но граѓаните има луѓе кои што знаат како да работат, се домаќини луѓе кои што заслужуваат да бидат дел, бидејќи веруваат во тие европски вредности, веруваат во тие вредности кои што сакаат да бидат дел од нивниот живот. Оставете ги овие политички манипуланти, клиентелисти и материалисти. Тие се задоволуваат со неколку обожаватели кои ги тапкаат под рама и им викаат шеф е најдобар. Ние функционираме поинаку. Граѓаните заслужуваат тоа. И ние тоа го побаравме нашите пријатели. Реалноста е поинаква. Летово не можеме да добиеме од објективни причини. Од објективни причини. И во име на тоа еве да покажеме и да докажеме дека навистина сакаме Македонија да ја видиме таму, бидејќи таму ни е делот, таму делот да нас го стекнали своето образование. Освен опозицијата, уште еден супервизор ќе има тоа. Ние сакаме да видиме таму и јас планирам на некоја од наредните седници на извршниот и централниот комитет на партијата да побарам поддршка во насока на тоа да ВМРО ДПМНЕ излезе со иницијатива заедно со владата, работи во периодот кој што следува, во насока на тоа надминување на сите тие пречки и барем во октомври да добиеме датум за преговори. Верувате ли дека е тоа можно? Затоа што тоа е клучно прашање за вас и како опозиција. Еве, да немате дилема. Затоа што наш прв приоритет е ќе тргнеме фрустрацијата на страна, ќе оставиме. Немаме комплекси. Не сме луѓе кои што имаат високо его. Еве, дајте да формираме работни групи, да видиме кои се вистинските проблеми, тоа што сега го промаршивте, втора година поред, да не го промаршиме во овие неколку 4-5 месеци кои што се пред нас, барем во октомври нешто да направиме, да добиеме. Затоа што да не ги казнуваме граѓаните поради тоа што е СДСМ и оваа влада неспособна. Не ја бива, не знаат како да направат реформи. Еве, ќе побарам поддршка, еве, јас овдека во вашата емисија ви кажувам и од извршниот и од Централниот комитет да се формираат работни екипи со сиот потенцијал со кој што располага ВМРО ДПМНЕ, заедно со владата да им помогнеме, да ги надминеме сите тие препреки и конечно во октомври да добиеме датум за преговори. Мислите ќе прифати владата така? Не знам сега, еве ние наше да понудиме. Јас сум загрижен за ситуацијата во Македонија. Македонија како држава е во подредена улога. Македонија се води во апокалиптично сценарио. Настрана оние розови очила кои што ги гледаме по спотовите. Меѓутоа, еве, и самиот Заев ќе го цитирам, доколку има одложување на датумот, сите опции се отворени. Еден чекор е целосно нова влада, второ е избори, трет одговорност, иако вината не ја гледаме овде бидејќи се направивме. Ама како ќе гледа кога јас ви велам тие луѓе функционираат на група обожаватели од кај нив, околу нив што ги тапкаат по рамо и викаат шеф е најдобар си. Еве даде опција дека не може тој човек да е само критичен и да гледа одговорност. Би можело да се формира нова влада, односно и да се оди на избори. Вие секако би прифатиле ворени избори доколку тоа еве и самиот прв приоритет ми е ова што ви го кажав. Како претседател на ВМРО ДПМНЕ, иако да, точно, логиката вели ова што вие го викате, ајде да направиме сега предвремени парламентарни избори, ВМРО ДПМНЕ председателските покаже дека е најголема партија, но тоа е доколку нашата алчност за власт е приоритет. Не, токму тоа ви го кажам. Наш приоритет се интересите на граѓаните. А тоа е да еве ја добиеме таа дата, иако повторно ќе бидам реален и отворен и искрен брутално како и секогаш. Тоа не значи подобар квалитет на живот веднаш. Но барем ќе имаме уште една институција која што ќе врши контрола и ќе го мониторира работењето на оваа и на сите стени влади додека не станеме земја членка. Тоа е во позитивната варијанта доколку добиеме датум. Некој ќе рече ќе добиеме поголеми фондови, па ние овие сега не ги користиме. Еве, сега имаме фондови 100, користиме 15. Тогаш ќе добиеме 200, пак ќе користиме 15. За да го користиме 200, треба да знаеме како. Да ги зголемиме капацитетите. Меѓутоа, кога сме, тоа е во позитивното сценарио, што доколку па не добиеме и се оди на предвремени избори, колку ВМРО ДПМНЕ е подготвена за такво нешто? ВМРО ДПМНЕ е апсолутно покажа на претседателските избори дека е исклучително подготвена.
ВМРО ДПМН изминатиот месец дена, јас лично анализирав, загрижен сум за ситуацијата што е во Република Македонија во моментот, актуелна. Бидејќи навистина овие политики, повторно ќе кажам, ја доведоа државата во подредена улога. Имав низа консултации со експерти, професионалци, со луѓе од партијата, но и надвор од партијата. Ги лоциравме проблемите кои што се во државата, се обидуваме да најдеме соодветни решенија и со тие решенија сето она кое што како дубиоза ќе го затекнеме да го санираме. Но тоа е она кое што за нас како опозиција е видливо во овој момент. Можам да замислам колку работи се невидливи. Јас сум убеден, но мислам не само што јас сум убеден, тоа го говорат анкетите, тоа го чувствува и народот, не можат да одговорат на предизвикот. Полни се со невистини, полни се со театар внатрешен, полни се со клиентелизам и материализам и токму поради тоа народот бара решенија. Народот сака оваа држава да ја види онаму каде што е местото. Ние тоа ќе го понудиме. Ќе видиме подготвеноста што се треба да значи веднаш по паузата за реклами. Се враќаме во топ тема интервју со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Го начнавме прашањето што доколку пак има избори предвремени или редовни, концептите на ВМРО ДПМН еве како подсетување на податоците од претходните парламентарни избори. Доколку има избори, одиме, победуваме и ВМРО ДПМН ќе донесе Македонија пред вистинската врата на Европа. Ако велите победуваме, дали ќе направите влада? Значи може да победите, а да не направите влади, како што ви се случи во 2016 година, доколку продолжите со концептот на немање коалиционен партнер кај албанците и непривлекување на албанските. Не верувам јас во потенцијалот на постизборен инженеринг сега, бидејќи победата нема да биде со вкус на пораз, туку ќе биде победа со вкус на победа. И мислам дека многу тешко ќе се дозволи еден таков постизборен инженеринг, иако повторно ќе кажам, спекулациите, оние полувистини велат дека на таа средба која што ја споменавме на денешното интервју се зборело и за тоа дали ВМРО ДПМН, ако нема 61 пратеник, што би бил асетот, односно капиталот за формирање на таква влада во еден постизборен инженеринг, но мислам дека во моментот таков потенцијал во Република Македонија нема. Победата на ВМРО ДПМН е известна и она што го кажав на почетокот на одговорот на вашето прашање, доколку се случат такви избори, што не верувам, бидејќи повторно ќе кажам, имаме работа со луѓе кои што во многу пати не ја говорат вистината, тоест најчесто не ја говорат вистината. Јас сум убеден дека победуваме, формираме влада и тогаш вистински Македонија ќе биде пред вратата на Европа. Зборувате за постизборен или изборен инженеринг цело време. Меѓутоа, ако ги разгледаме концептите на СДСМ и на ВМРО ДПМН во однос на привлекување на гласовите, факт е дека и анкетите покажуваат дека имате предност секогаш кај македонското гласачко тело со 5%, меѓутоа факт е и дека вашиот кандидат на претседателските избори немаше ниту еден албански глас. Она што пак СДСМ како концепт ги водеше во победа е добивањето и на самите таа партија на албански гласачи во својот корпус, албанци кои гласаа за СДСМ или за кандидатот на СДСМ, и тесната соработка со сегашниот коалиционен партнер ДУИ, што се покажа и на локалните избори. Впрочем, како тогаш вие мислите дека ќе освоите власт, односно ќе направите влада ако продолжите со ваков Да ги концепт? поделиме работите во два дела. Првиот дел е коалицијскиот потенцијал и вториот дел е поддршка од албанските гласачи. Ајде да почнеме со поддршката со албанските гласачи, што е факт дека ВМРО ДПМН и низ историјата немала албански гласачи, меѓутоа факт е пак, еве да речеме во 98 ми се чини дека пак имаше разговор меѓу тогашниот лидер Лјупчо Ѓоргиевски и Арбен Џафери пак и за заеднички листи, значи не дека не била и не преговарала за такви можности. Јас не би се навраќал, не би правил реминисценции на минатото, јас би се фокусирал на сегашноста со насока кон иднината. Национал-романтичните понуди кои што Зоран Заев и СДСМ ги испорачуваа во изминатиот период, видовме како завршија во првиот круг на претседателските избори. Ако има огромна поддршка на локалните 2017, поддршка сериозна на предвремените во 2016 година, видовме дека во првиот круг во 2019 година претседателските избори таа поддршка се
се сведе на статистичка грешка. Да, во вториот круг имаше потоа еден сериозен изборен инженеринг и тогаш се случи да мнозинство албанско население гласа, не би се сложил со вас дека професорката Силјановска немаше албански гласови, напротив, мислам дека имаше, но мнозинска албанска поддршка на албанските гласачи во Република Македонија доби Стево Пендаровски во насока на тоа дека можеби во тој момент повторно ќе кажам резултат на тој еден изборен, сега не би го рекол Каков е тој изборен инженеринг, ако некој сака да поддржи кандидат како што е Стево Пендаровски, кој што всушност им се обрати и така на тие гласачи, имаше таков концепт цело време во кампањата за разлика од вашата кандидатка. Помеѓу двата круга се случи упад во исламската верска заедница, на полицијата и судството, таму патролираа до заби вооружени полицајци, а премиерот не знаеше. Тогаш имаме проблем ако околу верска заедница, без разлика дали е таа исламска или православна, католичка, еврејска и така натаму, патролираат полицајци до заби вооружени, имаме луѓе кои што велат дека овој човек не е легитимен представник, дека се тие и мафтаат со документ од суд, а премиерот ако за тоа не бил запознат, тогаш наистина имаме ние проблем. Зада, потоа следи на пресконференција од страна на исламската верска заедница со сериозен напад дека се против оваа влада, дека се против и така натаму, за да потоа, после неколку дена потоа, гледаме дека сосема поинакво лице и од нив, но и од страна на владата, и од страна на повторно прашањето, дали со ваков концепт мислите ли вие дека ќе освоите албански гласови или ќе ги приближите граѓаните албанци до ВМРО-ДПМН? Ние на Национална романтична платформа нема да бараме поддршка од ниту една етничка заедница во Република Македонија, затоа што видовме дека тоа не води кон подобар живот за нашите сограѓани, без разлика дали се од ова или она етничка заедница или од ова и она вероисповест. Ние имаме платформа, имаме програма која што ќе ја понудиме, програма која што треба да ги реши проблемите на граѓаните. Доколку биде препознаена од страна на граѓаните, ВМРО-ДПМН ќе победи. А тоа да почекаме дали ќе дојде на стените. Сега, тоа е во делот на поддршката од страна на гласачите. Дали имаме коалицијски потенцијал? Откако ќе победиме на парламентарните избори, го добиеме мандатот за формирање на влада, ќе седнеме, ќе преговараме. Имате ли со кој да седнете да преговарате? Апсолутно, како. Ние сме во постојана комуникација, имаме редовна комуникација и пратениците во рамките на собранието, но и јас. Меѓутоа, еве, имате ли таков потенцијал кај опозиционите партии на албанците, кај Алијансата, ако се земе предвид дека сепак села беше нападнати во настаните на 27 април? Да, и ние... И им се суди на луѓе од вашата партија заради тие настани. И ние за тоа сме кажале дека насуство не оправдуваме во име на тоа... Како тогаш ќе седнете со него да разговарате? Како што седнавме и до сега, како што сме разговарале, не ве разбирам. Мислам се разбира, како седнеме ние да разговараме и правиме реминисценција на минатото, тогаш и ние ќе се повикуваме на некои изјави кои што ги погодуваат чувствата на македонците. Сепак во оваа држава, да не забораваме, 66% се македонци. И сега, што ние да ги забораваме тие чувства? Не се важни тие. Меѓутоа, вие цело време зборувате за некакви пазарања. Ако правите влада, секако и вие треба нешто да се испазарите. Ако ние формираме влада на платформа политичка и формираме влада на основа на прагматизам, а не на материализам, клиентелизам и национал романтизам, видовме каде тоа не врати. Тогаш јас мислам дека многу лесно ќе се договориме со секоја политичка партија. Меѓутоа во 2016 воопшто не ви беше лесно да се договорите со секоја политичка партија. Ние може да се враќаме наназад колку сакате во времето. Денеска имаме реалност трета година во ред, по ред премиер Зоран Заев. Или да преведам, верувате ли дека албанска партија ќе сака да коалицира со вас во влада? Вие ме прашувате што во иднина, за иднината ви зборам. Еве добро, за иднината го вратив прашањето. 2016 еве ќе ви кажам. Ајде за иднината. Верувате дека партија на албанците ќе сака да коалицира со вас? Апсолутно верувам, зошто не верувам? Зошто не верувам? Апсолутно, зошто инаку би се бавел со оваа работа, дали инаку доколку мислам дека политиките кои што ги води ВМРО-ДПМН, јас лично како претседател на ВМРО-ДПМН, нема да бидат успешни. Јас не го правам ово од хоби, затоа што немам што да правам во животот, ова го правам затоа што мислам дека оваа држава заслужува многу подобро и овој народ заслужува многу подобро. Ако јас сум убеден дека како политичар, како политика нема иднина на ова што го зборувам, тогаш имам и други работи во живот. Јас сум убеден дека ова што го работам само може да направи
подобра иднина за нашите граѓани, за нашата држава. Заедничка држава во која што живеат сите оние етникуми. Граѓаните албанци, на пример, ги интересира законот за јазиците. Дали сте уште против тоа? Значи, како партија? Ние никогаш не сме биле против законот за јазиците, сме биле против овој закон во оваа форма во која што е донесен. Дали законот за јазици ги направи посрекни албанците во Македонија? Да, меѓутоа, ако вие речете дека не го поддржувате во овој закон во оваа форма, тогаш како ќе два автобуси од Гостивар кои што да во Германија, сега имаме 5 со донесен закон. Значи, велите ќе им зборувате повеќе за граѓанските теми, а овие националните прашања ќе зборуваме повеќе за проектите кои што ќе им го донесат подобар живот. Значи, се уште го критикувате овој закон, како што е? Видете се, малце сме контрадикторни. Ние не можеме да правиме компромис со законите и со уставот. Ако ние во случајот како што вие нарековте, почесниот претседател ги почитуваме законите и уставот и велиме дека тоа треба да се почитува вака и вака, зошто дека да правиме исклучок? Заради политички зелен пазар? Не, тоа нема да го правиме. Немаме намера да го правиме. Зошто да го правиме тоа? Кој е нашиот мотив тоа да го правиме? Имаме малку време, морам да ве прашам. И веќе ако велите ќе освоите власта, каква тогаш иднина има Преспанскиот договор, доколку вие победите на избори, освоите власта и станете премиер. Оној из Преспански договор на кој што не излеговте на референдумов. Точно, и ние тоа сме го кажале, тој Преспански договор дека е таков како што е, капитулантски, штетен, и тоа се гледа од ден на ден. И што предвидувате дека ќе се случи со него од денот кога вие би дошле на власт? Па, еве, повторно ќе ви кажам, зависи од другата страна, од грчката страна, кој ќе биде спротивен партнер. Ако е Мицотакис, може тоа да се случи. И па и е Ципрас. Видете, ако сепак вие мора да имате ваш став. Да, мојот став е, ќе го кажам. Ако господинот Мицотакис од другата страна, а ние бидеме од оваа страна, гледам дека зборува дека ќе ја отворел повторно таа тема и така натаму. И доколку бидеме поканети, зашто да не седнеме повторно на преговарачка маса и го преговараме, но не онака монополизирано како што тоа го правеше двоецот Заев Димитров, туку на вистина со сериозна екипа позади нас, експерти кои што ќе му донесат само додадена вредност на овој народ и на оваа држава. Меѓутоа Македонија е на прагот за влез во НАТО, очекувате, еве се и сакате да позитивни датум за преговори, а се е завршена работа заради Преспанскиот договор во најголема мера. Како вие ќе го ревидирате од сега вие рековте од другата страна е Мицотакис, а Мицотакис вели дека ќе го отворел тоа како тема и ќе го репреговарал. Дали Мицотакис ќе ја блокира Македонија ако дојде да влезе во НАТО? Еве, се уште премиер ќе биде Зоран Заев, а кај нив се изборите на 7 јули. Ќе ја блокирали? Нема да влеземе ли во НАТО? Ќе влеземе. Сега зборуваме. Вие ме поставивте прашање хипотетички, што ако е ВМРО да помине оваа страна, што ако Добро, е таму? што е ставот на ВМРО да биде дори Ципрас да остане? Па нормално, ако биде ракавицата фрлена, зарем ние ќе бегаме од предизвикот. Ама дали вие ќе фрлите ракавица или не? Па зошто да не? И вие би фрлиле ракавица да се ревидира Преспанскиот договор? Па видете, и ние и они имаме принципиална позиција дека овој договор е штетен капитулантски за Република Македонија. Да бидам искрен, од моето искуство кој што сум го и разговорите кои што сум ги водел со нашата сестринска партија за време на парламентарните собранија во Брисел, гледам дека они повеќе тоа го користат како политичка алатка во пресметката со Ципрас без да навлезат во суштината. Практично не се свесни каде е нивната предност во овој договор и кога веќе ќе навлеземе во една таква дебата, сваќаат колку ние како држава изгубивме. Во случајот и морам да признам се повлекуваат. Но бидејќи сме еве фрлена е ракавицата, вели доколку формираме влада ќе го репреговараме договорот, зашто не? Да седнеме да го репреговараме, но повторно ќе кажам, на сериозен начин со група експерти позади нас кои што ќе бидат наша логистика и да го направиме подобро. Дали би го спорили договорот со Бугарија? Видете, и за тоа сум зборувал многу пати во минатото, договорот со Бугарија 95% од неговата содржина ја испреговарија договори ВМРО ДПМН. На еден екзибиционистички начин тога се заврши таа работа и гледаме сега имаме голем број компликации во рамките на операционализирањето на тој договор. Гледаме што се случува од нашиот источен сосед, повторно ќе почнат оние политички притисоци кои што се случуваат. Тоа е само како резултат на како да го кажам екзибиционизмот на нашата влада, што тогаш го направи по било која цена да оди да се потпише. Доколку договорот за добрососедство со Бугарија се чита правилно, онака како што му е намената, тоа што ќе донесе бенефит за двете држави. Доколку се злоупотребува поради национално романтични причини, тогаш ќе има проблеми. Сега, јас би избрал на првата варијанта.
да го читаме онака како што навистина треба да го читаме во насока на подобрување на односите на двата народи и на двете држави. Пак ќе ве вратам на прашањето, за да дојдете до власт и да бидете премиер, сепак треба да коалицирате и со одредена партија на албанците, на кои партнери да му кажете дека преспанскиот договор ќе го ревидирате на некој начин, ако рекавицата е фрлена, не знам колку би се сложил да влезе во вас, со вас во влада. Па времето ќе покаже, да оставиме времето да покаже. И за крај имам неколку блиц прашања кои се однесуваат на внатрешната политика. Од опозицијата факт е дека бевте конструктивни за одредени прашања, за делот на корпусот на закони кои бе одсуството и други закони кои се носеа со двотретинско мнозинство. Не, Жора, ние сме цело време конструктивни и како што ви кажав кога зборувавме за датумот за преговори, секогаш топ приоритет на ВМРО ДПМН е европската и НАТО интеграција Што со на законот нашата за држава. СЕО? Таму застана работата? Па траат преговорите. Односно за обвинителство, меѓутоа во делот на СЕО. Видете, она кое што... Од што нема да отстапите, ве кажете, во односно Па не, ние генерално дискутиравме и јавноста ги знае нашите принципи. Лично, ќе ви кажам сега како човек, после сите оние шпекулации, полувистини кои што се во јавноста, може би се дели вистини, кредибилитетот на таа институција и тие луѓе кои што се внатре доведен под знак прашање и се плашам дека во периодот што следува голем дел од тој нарушен кредибилитет ќе излезе во јавноста и тогаш навистина стравувам и загрижен сум каква иденината ќе биде на тие луѓе како луѓе, не како професионалци, бидејќи се докажани непрофесионалци во тоа што го. Меѓутоа може СЕО да остане, а луѓето да бидат сменети, не знаш дека тој ќе биде главен обвинител. Преговорите не се водат за СЕО, туку се водат за законот за јавно обвинителство. Законот за јавно обвинителство практично треба да обезбеди оваа неуставна и незаконска форма која што е резултат на политички договор во едни други времења, да стане уставна и да се инкорпорира во рамките на законот. И тука немате ништо против? Апсолутно. Немаме никаков против, немаме ништо против и така натаму. Сега ние што велиме? Не можеме да поддржиме обвиненија кои што се покренати од страна неовластен тужител. А тие обвиненија се покренати после 30.6.2017. Све што е претходно ние не го спориме. Ниту во еден момент не сме рекле. Тоа што тужителите од СДСМ и главниот специјален тужител од СДСМ не успеале во рамките на законскиот рок да докажат да се донесат пресуди така натаму, тој е нивен минус, а при тоа потрошиле милиони народни пари, па сега бараат продолжување повторно да ги уживаат тие привилегии. Јавноста нека оцени дали заслужуваат. Јас мислам не заслужуваат. Но само дозволете. Ние велиме за 30 единствено обвинение покренато после 36.2017, ако се тргнат настрана ние случајни поплави кои што се плашам дека јавноста ќе дознае зошто се случиле, е покренато. Е покренато исклучиво само против ВМРО ДПМН и тоа е предметот Талер. Која е целта? Знаеме дека не можеме ВМРО ДПМН да го победиме. Знаеме што треба да направиме. Ајде да изфорсираме овој предмет, најпрво да мудриме забрана на ВМРО ДПМН за вршење дејност, вршење политичка дејност, а потоа зошто да не го забраниме ВМРО ДПМН. Тоа би имало многу посложени политички потреси. Дали знаете од каде? Тоа е она што ние го Она што е незаконски е пуштање во промет на бомбите, и тоа знаеме сите. Предлогот кој што дојде до нас од страна на Министерството за правда. Сега добро е тоа што го кажавте. Ево и за тоа да ги слушаме бомбите во последно време кои се на незаконит начин пратени по социјалните мрежи кои се однесуваат пред се на функционери од ДУИ. Ќе дојдеме до тоа ќе коментирам. Во предлог законот за јавно обвинителство има член во кој што стои дека бомбите нема да се користат како докази. Сте се го поставиле прашањето зошто е во таква верзија дојден законот? И резултат на каков политички договор и меѓу кои политички стейкхолдери е тој договор? Тогаш ВМРО ДПМН не учествуваше, бидејќи од влада е дојден. Ајде да го поставиме тоа прашање. Ајде да видиме пред македонската јавност да отвориме и други прашања. Зошто само ние да бидеме баба рогата? Не, ние сме принципиелните, оние кои што сака да го почитуваат законот и уставот. Ајде да направиме нешто што навистина ќе се бори против криминалот и корупцијата. Секако велите дека треба да остане такво нешто. Денеска имаме бомби поради оној политички воеризам и невнимателност кога се пуштаат тие бомби. Најсладка беше добре ќе дојдеме на власт, ќе им се згади на луѓето од овие ВМРО-вци, ќе дојдеме ние на власт, ама сега што правиме? Сега оваа работа
епидемиски размери зафаќа. На зелените пазари се тргуваат сидиња. Од каде тие бомби излегуваат? Интима на луѓето се продава. Од каде тие бомби излегуваат? Не знам јас од каде, ама појдете на зелените пазари во соседни држави, па и дури и тука ги најдете тие бомби. Не треба многу да сте аналитичен. Велите некој тргува со тие бомби, ги продава. Па нормално, еве појдете, не треба да сте аналитични, појдете во соседни држави, ќе ги најдете на зелениот пазар. Видете, тие луѓе кои што одлучија со политички воеризам да добиваат политички поени, сега треба да најдат решение за ова. Како ќе го најдат? Ете им се представи човекот, јас сум, не ме барајте. Што правиме? Сопреа бомбите? Факт е дека се додека имаме ние ваква држава, вакво судство, вакво обвинителство, не можеме да одиме напред. Затоа ние не добиваме датум за преговори. Излезе јавниот обвинител и каже: ме слушаат 2 години. Излезе министерот: не се секирајте, материјалите се на сигурно. Знаеме кој го слушал, кој дал наредба, што има во тие материјали. Ние имаме индиции дека има нарачени обвиненија и нарачени процеси. Она што ме интересира како опозиција. Па видовте вчера излезе на YouTube една снимка, таму една вработена ја квалификуваат како на еден портал. Да, со пари. Како зима мито за да посредува приносење судско. Ми е тоа прашањето. Ама тоа го гледаат нашите партнери од Европа и вие сакате да ви дадат датум? Меѓутоа, она што е работа на опозицијата е постојано да предупредува, да вади вакви податоци, скандали, афери, неправилности, незаконитости. Не вие да гледате од медиумите, туку вие да излегувате на пресконференции. Морам да кажам дека имавте она за аферата за инвестициските фондови и каде се давани пари. Фативте нешто и за непотизам, меѓутоа има впечаток дека со сериозни прашања не се занимавате доволно и не информирате јавноста за тоа. Повеќе гледате што работат новинарите, па така ги превземате темите. Ама јавноста има начин како се информира. Јавноста се информира преку медиумите или преку опозицијата во случајот. Меѓутоа зошто не преку опозицијата? Еве еден пример ќе ви кажам. Има написи дека постоја група одредена блиска до власта која рекетира сопственици, бизнисмени, газди на хотели, заедно со одреден медиум. Тоа се шпекулации, меѓутоа еве дали вие како опозиција имате такви сознанија, сте работеле на таква истрага и дали нешто сте дознале во однос на тоа? Еве ќе потсетам, јас прв ја отворив. Прв го отворив Сомнежот на една ваква дебата со еден новинар на една телевизија. Не е национална, туку е приватна телевизија или кабелска, како сега да ја наречам, многу не сум вичен во овие изрази. И прв ја начнав, се сеќавам, тогаш се возбуди водителот. Потоа и премиерот на една национална телевизија кажа: да, сум слушнал за тоа и тоа. Како сите слушнале, а ништо никој не кажува? Ама ја немам извршна моќ. Дали вие знаете за што се работи тука? Сега, замислете, на ден пред изборите, подопрен глас, ДКСК, Државната комисија за спречување корупција, отвори истраги за мене, за овој, за оној и така натаму, а никако подопрен глас за ова да отвори истрага. Еве што не отворат истрага. Што не отвори јавното обвинителство подопрен глас истрага. Зашто всушност се работи? За каква спрега? Сега, како да ви кажам, јас би бил несериозен ако би навлегол во подлабинско коментирање на ова кое што наистина ќе биде срам за македонската држава која ќе се објави. Господине Мицковски, ви благодарам многу што бевте во топ тема и за ова вечерашно интервју, што дадовте одговори на нашите прашања и на прашањата на јавноста. Ви благодарам на поканата, наистина беше задоволство да бидам дел од вашата емисија. Благодарам за вниманието. Овде е крајот на топ тема. Останете со програмите на Телма.